Врачани наградите 19 декември и орденот Свети Никола во Штип. Во име на председателот Глигоров, орденот го прими неговата ќерка Донка Глигорова, која се заблагодари за укажаната чест од името на целото семејство. Градоначалникот на Штип Благој Бочварски во пресрет на одбележувањето на денот на градот 19 декември и патрон на Штип Свети Никола. Синоќа ги додели наградите 19 декември и орденот Свети Никола. Највисокото одличие орденот посхумно го доби починатиот и воедно прв председател на Независна Македонија Киро Глигоров. Во име на председателот Глигоров орденот го прими неговата ќерка Донка Глигорова, која се заблагодари на укажаната чест во име на целото семејство. Сакам да го честитам празникот Свети Никола на сите наши сограѓани од општина Штип. Ова е убав празник на кој што треба да се подсетиме на вредностите кои што ги негуваме и на се она што треба да се подсетиме на нашите сограѓани кои што во минатата година дале свој придонес, дале свој успеси, постигнале свои успеси во своите кариери. Пред се овде сакав со ова признание, со орденот, да покажеме дека знаеме да си ја вреднуваме историјата и затоа оваа година орденот го доделивме постхумно на нашиот прв председател на Република Македонија, господинот Киро Глигоров. Што се однесува до признанието Свети Никола, доделено постхумно на мојот татко, од името на целото семејство Глигорови се заблагодарувам пред се на градоначалникот Бочварски. Татко ми од секогаш и на прво место секогаш бил штипјанец. Таа негова припадност ја има пренесено на сите нас како негови наследници. Посебно ми е драго што ова признание доаѓа во оваа година што изминува, а во која се наврши 100 години од неговото раѓање. Тоа има една уште символика плюс, така да една голема возбуда и голема благодарност. Оваа година општина Штип додели 4 награди 19 декември, а нив ги добија актерките Наташа Петровиќ и Сања Арсовска, како и бизнисменот Трајан Ангелов и фудбалерот Бобан Николов. Голема благодарност од името на Наташа за укажаната чест од градот и се надевам дека ова ќе биде подстек за уште поголеми успеси и напредок во кариерата. Често да се добија ваква награда, ова едно признание зашто сепак еве ние како штипјани, јас како актерка штипјанка и покрај тоа што творам притежно во Скопје, сепак сум признаена во својот град и секаде каде што одам сум си горда штипјанка и на секој можен начин си го афирмирам мојот град. Ние како Квенбергер Логистик во изминатите години имаме добиено многу награди, почнувајќи награда за постигнати бизнис резултати добиена во Париз, Франција, во Нью Йорк, Америка, на предлог на Европската бизнис асоциација. Тоа представува големо чувство и задоволство, но верувајте кога ќе добиете награда во градот кај што создавате, творете и допринесувате е уште поголемо задоволство и чувство. Ова за мене една од најголемите награди што сум добил. Многу голема благодарност до општината Штип и до градоначалникот Благој Бочварски. Среќа сум ми дава уште поголем поттик ова награда, зашто не и другата година да ја добијам. Ме чека голема работа и мислам дека многу ми е мило што некој се потсети на мене и се надевам дека нема да ги разочарам и уште многу години ќе го представам градот Штип во најдобро светло. Орденот Свети Никола и наградите 19 декември беа доделени со свечена литургија во храмот Свети Никола во Штип. Со свечена утринска литургија, литија и кршање на славскиот колач, денеска се чествуваше патронот на градот Штип, но и на Брегалничката епархија. Православните верници во соборниот храм Свети Никола за прв пат може да се поклонат и пред моштите на големиот чудотворец. Со свечена утринска литургија во соборниот храм Свети Никола во Штип, на која чиноначелствуваше поглаварот на МПЦ Охридска архиепископија господин Стефан и митрополитите господин Агат Ангел и господин Иларион, се чествуваше празникот Свети Никола, патрониот празник на Штип, но и на Брегалничката епархија.
По линијата низ централното градско подрачје на градскиот поштет Слобода се освети Славскиот колач на кој присуствуваше градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион им го честиташе празникот Свети Никола на сите православни верници. За прв пат во нашиот свет храм соборен, каде што е катедрата на Брегалничката епархија, ова година ги добивме и моштите на Свети Никола и имавте можност да се поклоните и пред моштите на овој голем чудотворец, на овој голем свет Божи угодник, на овој голем светилник и молитвеник пред престолот Божи. Дај Боже секој пат да се моли за сите нас, секој пат да не чува и пази, да ни подари душевно и телесно здравје. Штипскиот градоначалник во своето обраќање на градскиот поштет Слобода на граѓаните на Штип им посака благосостојба, љубов и береке. Во духот на празникот ви упатувам честитки со желби за лична среќа и духовен мир. На сите граѓани на Штип им посакувам благосостојба, љубов и береке. На сите вас кои го чествувате ви пожелувам добро здравје и спокоен и квалитетен живот. Празникот да се слави во кругот на најсаканите и најблиски. Нека кај сите се истакне добрина, милост, солидарност и простување, но исто така и практикување на универзалните човекови вредности. Богатството на традициите и на различностите ја прави Република Македонија држава во која што има со што да се гордее во светот. Ки ги чуваме, негуваме и развиваме тие вредности во насока на создавање на држава на еднакви, задоволни и среќни граѓани на Македонија. Само така ќе чекориме кон остварување на заедничките цели за успешна и просперитетна Република Македонија. Во Штип денеска се чествува празникот Свети Никола, кој е патрониот празник на градот. Голем број од семејството синоќ има и кутни слави посветени на Свети Никола. Денеска градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски одржа средба со представници и ученици од општинското основно училиште Ванчо Прке во Штип. На средбата се дискутираше за начините на кои што општина Штип ќе обезбеди поддршка за унапредување на работата на основните и средните училишта. Градоначалникот Бочварски истакна дека е особено важно да се гасифицираат училиштата со цел да се заштеди енергија и да се подобрат условите за работа во нив. Со тоа ќе се овозможи повеќе средства да се инвестираат во образовните институции и во образовните процеси, што ќе придонесе за поголем квалитет во образованието, присуство и видливост на учениците од Штип на регионални, државни и меѓународни надпревари. Градоначалникот на општина Штип посочи дека во буџетот на општина Штип што се подготвува за 2018 година предвидено е повеќе средства да бидат наменети за меѓуучилишни спортски надпревари и игри, но и за благодарници и признанија за ученички и ученици кои ќе добиваат награди на надпревари од различни области. Со тоа општина Штип ќе ги мотивира учениците, но и наставничкиот кадар да остваруваат што е можно поголеми успеси. Ученичките и учениците кои што присуствуваа на оваа средба од градоначалникот побараа повеќе места со забавни содржини во кои што тие ќе можат да го поминуваат слободното време. Градоначалникот посочи дека планирана е изградба на аквапарк, затворен базен, а и дека се разгледуваат можностите за отворање на киносала. Така ќе порасне квалитетот на секојдневното живење во општина Штип, а најмладите ќе бидат задоволни и среќни што живеат во оваа општина. Градоначалникот Бочварски истакна дека нему особено му е важно во образовниот процес во сите образовни институции во општината да има целосна инклузија на сите ученици, но и да се острарат пречките, стерилизирањето и дискриминацијата, како и да се обезбеди рамноправност за сите ученици во образовниот процес. На крајот од средбата беше подпишан меморандум за соработка помеѓу градоначалникот на општина Штип и општинското основно училиште Ванчо Прке, со кој што се гарантираат меѓусебната соработка и координација во креирањето и имплементацијата на проекти од заеднички интерес, а со цел унапредување на наставниот процес. Советничката група на ВМРО ДПМН нема да ги стави во залог интересите на граѓаните и општината, па затоа и покрај започнатиот бојкот на седниците на Советот, сепак ќе присуствува на седницата на која ќе се одлучува за годишниот буџет. Не поминаа ни 100 дена откако СДС ја доби власта на локално ниво и наместо да води политика
со која ќе се унапреди животот на граѓаните во сите општини, веднаш почнаа со заплашување, апсење и притвор на македонци, патриоти, членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН. Лицата кои се притворени се македонски патриоти, кои само затоа што го бранеа уставот и ја пееа македонската химна, станаа жртви на оваа хунта, која сака да ја распрчи и уништи Македонија. Затоа ние, како советничка група на ВМРО-ДПМН, во Советот на општина Штип, ги подржуваме неправилно притворените македонци преку бојкотирањето на седниците. Советничката група на ВМРО-ДПМН, водејќи се од визијата и желбата за напредок и просперитет, развој на нашиот град, нема да ги стави во залог интересите на граѓаните и општината. Затоа и покрај почнатиот бојкот на седниците на Совет, ќе присуствува на седницата на Советот на општина Штип, на која ќе се одлучува само за годишниот буџет, а својот ревет, незадоволство и подршка за притворените македонски патриоти ќе го изрази на наредните седници на Совет и со други методи на давање отпор на оваа хунта. Изложба на стари книги, ракописи и записи по повод патронот на градот и одбележувањето на 94 годишнината од раѓањето на поетот Ацо Шопов беше отворена денеска во Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев. Чествување на патронот на градот Свети Никола, а воедно и одбележување на 94 години од раѓањето на основоположникот на македонската современа книжевност Ацо Шопов, денеска се одржа и во националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип. Таму беше отворена изложбата на факсимили, стари преводи и записи од роднокрајното оделение. Од богатата ризница на ова оделение на изложбата се поместени 25 книги кои датираат од 18 и 19 век. Најстаропечатениот ракопис е Устанок Дахија. Дел од нив се старопечатени. Ракописот е посветен на молитви на Пресвета Мајка Богородица, истиот, како што кажав, датира од 18 век. Од редот на старопечатените книги би издвоила книгата Бели мугри, печатена 1945 година во печатница во Штип. Исто така имаме еден превод што датира од 1831 година, превод од француски јазик на книгата Богородичната црква во Париз. Меѓутоа, најстара книга што е старопечатена, а изложена денес овде, е книгата со наслов Устанок на Дахија, што датира од 1804 година. Денешната изложба на оригинални преводи е во соработка со Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, што е потврда за соработката меѓу овие две значајни институции од образованието и културата. Филолошкиот факултет повторно има соработка со Универзитетската библиотека Гоце Делчев од Штип и ние како почитувачи на пишаниот збор се поклонуваме на овој настан, бидејќи од голема важност за културното наследство на еден народ, на еден голем народ, македонскиот народ, и еве денес, по повод патрониот празник на градот Штип, го чествуваме празникот на еден достоен начин за нас. Овие книги се наше национално богатство со кое треба да се гордееме, рече Виолета Димова, раководител на катедрата за македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Штип. Значи, ова е богатство не на Штипската библиотека само, со која што секако се гордееме, како универзитетски центар веќе, туку и едно национално богатство. Исто така сакам да го изразам своето задоволство како професор по книжевност, дека можам да го поздравам одбележувањето на 94 години годишнината од раѓањето на големиот поет и писател Ацо Шопов. Во депото на роднокрајното оделение на Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев се чуваат стари книги кои датираат од 13 век. Околу 20 на ретки книги неодамна се архивирани и реставрирани. Во моментот се работи на промоција на 3 значајни збирки на ретки книги, на старопечатени книги и збирката со старо отомански ракописи. Коронарен стрес тест ќе се прави во Штипската клиничка болница. Апаратот, кој како што вели новиот директор Ален Георгиев, подолг период не бил ставен во функција, иако бил нов и ставен во системот Мој термин. Со собствени средства во висина од 100.000 евра се осовременува Штипската клиничка болница. Во изминатиот период набавени се 3 ЕКГ апарати, 3 дефибрилатори,
8 пациент монитори, апарат за хируршки интервенции, поправени си магнетната резонанца, дензитометарот, саниране дел од кровната конструкција, а во процедура и поправка на ангиографот, истакна директорот на Штипската клиничка болница доктор Ален Георгиев, кој денес го промовираше отпочнувањето со работа на амбулантата за коронарен стрес тест. Ставаме функција коронарниот стрес тест. Се вршат коронарни стрес тестови еднаш во неделата. Ова беше апарат кој што ние долги години го имавме во нашата болница, меѓутоа е активиран од неодамна. До сега диагностицирањата со коронарен стрес тест пациентите беа приморани да ги прават на приватно. Дневно новој апарат може да се тестираат и до 12 пациенти. Така да со помош на овој апарат ние веќе со помош на ехокардиографијата, стрес тестот и ангиографиот кој што скоро ќе се пушти поново во функција, мислам дека целокупната акутна срцева патологија од аспект на акутна коронарна болест, срцев инфаркт и други интервенции од аспект на периферни крвни садови кои што со помош на тој апарат можеме да ги третираме. Од наредниот месец конечно ќе се стави крај и на лошата храна, на која пациентите постојано се жалеа. Посебните салами и паштетите ќе се заменат со пакувана храна. Во најбрзо време ќе биде распишан и тендер за изноѓање на оператор, посочи Георгиев. Според правилниците кои има правилници што треба во калории и тип на храна да постои, на таков начин ќе биде набавувана храната. Ќе биде распишан тендер да храната ја носи надворешен добавувач со сите оние критериуми како треба да биде по правилникот за исхрана. Во текот на наредната година Штипската клиничка болница ќе добие 2 нови амбулантни возила, дополнителен персонал, како и проширување на опсегот на операции. Општина проектот Биоотпад, кој опфаќа активности за преработка и компостирање на отпадоците од домакинствата и угостителството. Општина Пробиштип ќе реализира еколошки проект насловен како Биоотпад, а активностите на проектот опфаќаат прибирање и рециклирање на цврстиот органски отпад. Соработката е со Универзитетот Гоце Делчев, а ќе се прави студија за прибирање на органскиот отпад од домакинствата и угостителството. Овој проект треба да допринесе отпадот да се преработува и компостира. Проектот представува пилот проект, прв и единствен во Република Македонија, а нашата општина ја има привилегијата, но и обврската за негова успешна имплементација. Согласно проектното резиме, цели активности со овој проект е предвидено на територија на општина Пробиштип да се постават 2 компостари за преработка на биоотпад со капацитет од 120 тони на годишно ниво. Предвидено е биоотпадот да се генерира од угостителски објекти како една целна група и од населено место како втора целна група. Во општините кои имаат развиен туризам, над 50% од вкупните количества цврст отпад се произведуваат од угостителските објекти. Целна група на овој систем за управување со отпад од органско потекло се големите производители како што се хотелите и другите угостителски објекти, без фаворизирање на било кој од нив. Од тука во рамките на овој проект општината ќе развие целосен систем, плаќај колку што создаваш отпад. Проектот Биоотпад ќе се реализира преку фондовите за животна средина од Европската Унија, во него се вклучени и Македонија и Грција, а Универзитетот Гоце Делчев ја изработува студијата. Моментално се вршат истражувачки активности во поглед на утврдување на досегашната практика за создавање на цврст отпад, што за жал во Република Македонија немаме никакви податоци во поглед на јасна поделеност помеѓу цврст отпад и оној отпад кој што може да биде повторно подложен на употреба. Денеска по завршувањето на оваа конференција ќе се одржи една од активностите, а тоа е анкетирање на една од целните групи за која што говореше градоначалникот, а тоа се угостителските работници од Пробиштип кои што треба да ги запознаеме со целите на проектот, имајќи на ум дека секој проект на финансирана страна на Унијата бара апсолутна транспарентност во поглед на целите кои што треба да бидат постигнати и кои се придобивките за самите учесници во проектот. За успешна реализација на проектот Биоотпад секако најважна е едукацијата на граѓаните. 20 домакинства ќе бидат директно вклучени во
како пилот населба со која ќе се работи со група граѓани. Од нив за таа цел ќе бидат спроведени неколку информативни настани со цел да ги запознаеме со целите на проектот, со она што се очекува, со начинот на работа. Секако, бидејќи со нив ќе се работи околу година дена, во смисла на одделување на биоотпадот, ќе предвидено е и ќе направиме една обука за одделување на отпадот. Во текот на годината ќе се следи како се врши одделувањето, ќе се следи работата на создавањето на отпадот на компостерката, се со цел, како што кажа колегите, да се оценат придобивките од тој проект, односно економските и еколошките придобивки. Општина Пробишти биоотпад проектот ќе го реализира 2 години, а вредноста на проектот изнесува 1.400.000 евра. Со полагање цвеќе пред бистите на народните херои, Сојузот на борците го одбележа денот на загинувањето на борците од првиот плачковички одред од НОП. Денес Сојузот на борците од народот и поддржувачите на боречките традиции го одбележуваат излегувањето на првиот плачковичко-партизански одред, во кој се загинати Васил Доганџиски, Јаким Стојков и Герас Цунев, а Блажо Кетанов успева да се провлече и да дојде да раскаже приказната што се десило на планината Плачковица. Предадени од шпиони на бугарската полиција на денешен ден биват откриени на планината Плачковица и биват погинати, и со тоа практично пропаѓа идејата за формирање на првиот плачковичко-партизански одред. На денешната пресконференција на фудбалскиот клуб Брегалница беше представен новиот стручен штаб во состав Емил Грнев, Игор Стојанов и Александар Митрев. Новото раководство ќе се зафати со реконструкција на 2 помошни игралишта, санација на теренот, како и финално средување и покривање на трибинскиот дел на градскиот стадион во Штип. Денес во просториите на фудбалскиот клуб Брегалница се одржа пресконференција на која официјално беше представен новиот стручен штаб кој ќе раководи со клубот во понатамошниот период. По вчерашниот состанок со бордот на директори на нашиот клуб едногласно беше одлучено да се назначи нов стручен штаб, меѓу кој во името на шеф на стручен штаб е назначен Емил Грнев, за помошен тренер Игор Стојанов и за тренер на голманите Александар Митрев. Тој е веќе официјален став на клубот и од вчера тие официјално се стручен штаб на фудбалскиот клуб Брегалница. Успешната работа во фудбалската академија Постоло Пандев беше препознатлив белег за назначување на новиот шеф на стручен штаб на фудбалскиот клуб Брегалница. Пред се голема благодарност до новото избрано раководство на фудбалскиот клуб Брегалница, што ми е укажана довербата да бидам шеф на стручниот штаб на ФК Брегалница и се надевам дека со моите најблиски соработници ќе успееме да го стабилизираме клубот на едно повисоко ниво. За припремниот дел што следува околу екипата, припремите веќе се закажани за 16 јануари, почетокот е закажан за 16 јануари и се надеваме дека ќе у договор со раководството дека ќе обезбедиме и припреми надвор од градот. Тоа ќе биде во зависност од противниците каде ќе би се одиграле повеќе пријателски надпревари. По мала пауза Игор Стојанов повторно се наоѓа во стручен штаб на фудбалскиот клуб Брегалница. Едноставно, уште во првиот разговор се нафатив да соработувам со него, пошто тој е едно честно момче, професионалец во својата работа и се надеваме дека заедно сплотени стручниот штаб ќе се заложиме максимално, мобилизирано и да ја вратиме таа позитивна атмосфера, позитивна клима во клубот, заедно со поддршка од раководството и што најбитно ми е, мислам дека ги изгубивме најверните навивачи на Брегалница да се вратат на стадионот. Ќе одиме чекор по чекор,
од наша страна може да гарантирам дека максимално ќе се заложиме и ќе дадеме доверба на приоритет ќе ни бидат помладите играчи што се во Штип, значи еве ќе се даде една голема прилика и можност да ги покажат своите квалитети и едноставно од нивна страна треба тоа да го искористат. Значи тој чекор ќе биде еден вид селекција за понатамошниот развој на фудбалскиот клуб Бергалница. Значи мора да постои веќе и дојдено е времето за еден вид подмладување, значи кои ќе бидат темел и основа за во клубот. Голманската работа во континуитет ја изведува Александар Митрев. Пред се сакам да се заблагодарам на управата која дојде и пожелува успешна работа, на шефот Емил Грнев исто така му пожелувам успешна работа, со Игор се знаеме што кажа подамна. Јас лично од моје име може да обекам дека честно ќе се работиме поштено и мислам дека резултатите нема да изостават. Спортскиот директор Елмир Мандак се осврна на новата практика околу ангажманот на нови играчи, на инфраструктурните зафати поврзани околу нови помошни терени, лошата состојба со постоечкиот терен и со реконструкцијата на трибинскиот дел. Ние сигурно ќе ангажираме 4 до 5 квалитетни играчи кои стварно ќе допринесат за нашиот клуб да биде на едно ново повисоко ниво. Во интерес на играчите и на клубот не би сакал да шпекулирам сега со имија, се додека не биде конечниот одговор, одnosno се додека не бидат ангажирани во нашиот клуб. Еден од главните цели на ово ново раководство е подобрување на инфраструктурата. Значи мора посебен дел да обратиме на инфраструктурата, бидејќи не само првиот тим и пионерско-мајската школа која треба да биде клучен извор за играчи на нашиот прв тим. Значи на тие дечки треба да се овозможат услови. Веќе разговараме со повеќе спонзори, значи помошниот терен како што гледате уште од денеска е почнува да се реконструира, значи ќе се обезбеди одличен терен за тренинг и разговараме со некои спонзори, значи во другиот дел позади трибината што е тоа помошно игралиште, да се постави вештачка трева за младите категории да ги имаат сите услови и да очекуваме од тренерите да имаат услови за работа, значи младите деца да тренираат и да имаме бенефиците во градот, односно првиот тим. Има договор, значи Фудбалска федерација на Македонија со општина Штип, значи подпишана со претходната локална власт, која требаше, значи, у договорот стои теренот да го направи Фудбалската федерација на Македонија, а општината е задолжена да направи трибина со столчиња, која треба да брои 5000 столчиња и да биде покриена таа трибина. Од тоа досега ништо нема решено, меѓутоа ние ќе ги преземеме сите активности и во наредниот период се надеваме дали преку средства со некое јавно приватно партнерство, значи тоа ќе го обезбедиме и со тек на време ќе реконструираме таа трибина. Имавме еден од најдобрите терени кога беше реновиран. Сега може сами да видиме во каква состојба е теренот, значи таму мора да преземеме активности. Моментално сме во разговор со директорот на ИСАР да ги преземеме сите можни мерки за до почетокот на првенството, првата недела од март, мислам дека на 3 март почнува првенство, да биде теренот готов за надпревари. Има и втора опција во која во текот на наредната недела ќе разговараме со Фудбалската федерација на Македонија, што го правеа теренот да има некои корекции, значи можно и тие да ни помогнат во тој дел, меѓутоа до март верувате дека ќе направиме се што е во наша мог да биде спремен теренот за игра. Првата прозивка е закажана за 16 јануари 2018 година, а тренизите првиче ќе се извидуваат на стадионот во Суитлукот, како и на теренот на Белобрадо, се до дењето на официјални подготовки во некои од спортско-туристичките центри во Македонија. И последната информација од спортот. Последното коло од првенството на Македонија во бокс што се одржа во Штип со единствена оценка од боксерските стручници. Од пламенитата вештина на рингот наместо песници летаа само бели пешкири. Единствена оценката на присутните на првенството во шатор во Штип дека наместо бокс имаше циркус. Наместо фајтерски борби и песици на рингот во Штип летаа повеќе бели пешкири како знак на предавање на борбите. Племенитата вештина затоа и во Штип и фрли дамка кон тесниот однос на боксерите кои цела година живееја за еден убав финален крај на првенството. Па со оглед на денешните надпревари од честото коло
на екипното првенство на Република Македонија. Боксерскиот клуб Баргала беше фаворит за првото место, меѓутоа се одигра некои игри на вагата, така да боксерите на боксерскиот клуб Баргала останаа со еден боксер во завршните борби од ово првенство. Сепак се оно што го постигна Баргала во изминатите 5 и клучувајќи го последното 6-то коло, сметам како тренер сум задоволен прво од таа страна дека со мои лични собствени боксери го водев цело време првенството и тоа се млади боксери кои допрва треба да се докажуваат и кои допрва ќе види македонската јавност за какви боксери се знае, и мислам дека нашите боксери во иднина ќе водат главната улога во екипниот шампионат и во поединечно првенство и на меѓународна сцена. Победник во сениорска конкуренција боксерски клуб Чајро Скопје, втора екипата на боксерски клуб Алеко Леновски и на третото место боксерски клуб Тернипе. Во младежка конкуренција првото место го освои боксерски клуб Чајри пред Пинк Пантер кој е втор и боксерски клуб Баргала кој го освои третото место. Со спортските информации се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.